Благодарам подпредседателе, како предлагач, како еден од предлагачите на предлогот за измени во Законот за култура, официјално не ги прифаќам во името на предлагачите, не се прифатени амандманите, можам да дадам кратко образложение зошто, колку за јавноста да знае, именно најпрви на технички карактер, ние навистина ги немаме амандманите, ние сме ги добиле за да можеме убаво да ги разгледаме и да видиме дали да ги прифатиме или не. Образложението на колегата е во ред, меѓутоа сепак друго е кога го имате амандманот, кога ќе го прочитате еден по еден за да видите конкретно за што станува збор. Во однос на првиот, колку што успеав да го разберам колегата како ги образложуваше, во однос на зголемувањето на будови, значи тоа е сосема воспротивно тоа што ние го предлагаме. Вториот исто регистарот за основање на регистар на директори, мислам дека тоа не е ни во членот кој што се менува, бидејќи членот кој што се менува се однесува само на директорот, а не ова можеби не е толку лоша идеја, но е во сосема друг член од Законот за култура, каде што се уредува работењето на институциите, а не конкретно на директорот. Ние со овој закон го менуваме само членот 29 кој што се однесува на директорот, значи не на начинот на кој што работи институцијата. Не го разбрав убаво третиот амандман, не знам дали нешто се однесуваше на преодни и завршни одредби, но навистина не го разбрав. Кој е и четвртиот во однос на комисија за проверка, и тоа нема оправданост. Најпрвен ќе има финансиско оптеретување, потоа самата постапка кој ќе биде член на комисија, ние дополнително би го усложниле процесот. Јас како образложение на законот е многу јасно наведено зошто го менуваме законот, значи најпрвен и во однос на нивото на познавање на англиски јазик, но она што е клучно за оваа измена е практично воведувањето на можности на директорите да дадат сертификати или некакви уверенија или дипломи не само за англискиот, туку и за другите странски јазици, односно на другите јазици кои што се сметаат за клучни во глобалната комуникација, и тоа е и германскиот и францускиот јазик. Така да тука е најважната измена на законот и од тие причини мислам дека амандманите не се прифатливи. Значи, од технички, бидејќи ги немаме да ги видиме точно, меѓутоа и самата оправданост на амандманите не е прифатлива. На крајот на криштата, да, точно во право е колегата дека директорите се културни дипломати на некој начин, дека тие треба да ја представуваат како што треба државата, институцијата која што ја представуваат, но верувам дека ние влегуваме во една нова глобална ера во која што преводот ќе биде лесно достапен на секој мобилен телефон кој што ние го имаме со себе. Така да, се согласувам дека тие се културни амбасадори, но исто така се согласувам дека и нивото кое што претходно беше пропишано е премногу високо. И ние затоа доаѓаме во ситуација да се лажираат сертификати. Затоа доаѓаме во ситуација да имаме и после и корупција и да имаме и скандали во однос на сертификатите, бидејќи тоа е превисоко ниво за луѓе кои што не знаеле, сега не можеме сите да бараме такво високо ниво на познавање на јазик. И затоа ни се случуваат после тоа фалсификувани дипломи. Вака на овој начин ќе биде реална оцената. И реално директорите ќе можат да се полагаат без никаков страф за познавање на било кој од светски признаените странски јазици. Така да во името на предлагачите амандманите се одбиваат. Ви благодарам.